Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Isuse moj od Bog i spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Ona mi dava sila da porasnam vo ljubov ta. Isuse moj od Bog i spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Ona mi dava sila da porasnam vo ljubov ta. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste, Tatko moj, ti blagodaram što i deneska mi davaš sila, mi davaš mir, doađaš vo moje to srce da napraviš sokrovište, me učiš da se pokajam, da prostam, da ne osuduvam, me učiš da gi ljubam site, da se usovršuvam vo ljubov ta. S ovo zobnove num da razberam što je Božja ta volja, te sakam, Gospodi Isuse Hriste, preku vera ti blagodaram što mi davaš vera, da se vseli Isus vo moje to srce, da zboruvam živi slova so mečot na duhot, slovata na moje Tatko nebesen, da bidam praten, tebe da ti služam, vistinski tvoj predstavnik na zemljata, zašto tvoje je carstvo to, Tatko moj, i slavata je tvoja, i silata. Ti blagodaram za se, slava ti, Isuse. Tamo gore v nebesa carstvo Božjo me čeka. Divko pejat angeli, milost Božja se toči. Ljubi, sine, ne sopiraj, ljubi, prosti, pobeduvaj. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tatko moj, zboruvaj ti niz mene, ti vrši gi delata. Deneska počnуваме nova glava со Матеј, лекарот Матеј, цариникот. Книга за родословот на Исус Христос, прва глава, син Давидов, син Аврамов, зашто Бог дава родослов земен, за да ни покаже нешто во овој духовен јазик. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот, кој ние не можеме да го разбереме телесно, бидејќи Он ги врши делата. Он ќе ни објасни се, Духот Утешител. Он ќе ве учи
Тоа е суштината, да му дозволиш тој да те учи, не да учиш човечки доктрини, телесни читања на Библијата, кои прават деноминацијски поделби. И затоа црквата нема доволно сила. Односно, нема сила. На сите што го примија, им даде сила. Значи, треба да го примиш Исус во срцето. Не е тоа поезија. Не е тоа поезија, тоа е суштина. Суштина на христијанството. Он да живее во тебе, Духот на Отецот да ги врши делата, Он да зборува низ тебе, ти да научиш да молчиш во присуство на Семокниот Бог, да престанеш да јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото, и да ја јадеш храната што ние не ја знаеме. Мојата храна е, вели Исус, да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Книга за родословот на Исус Христос, син Давидов, син Аврамов. Аврам го роди Исак, после толку години. Со Агара го направи Исмаел, зашто не беше стрплив, не чекаше, непослушност кон Бог, а со Сара го роди Исак. И денеска потомството на Исак и на Исмаел се тепаат и се обрезуваат. Ништо не разбрале. Потоа Аврам го однесе Исак да го жртвува и Бог му намири и се нарече пријател Божји. Значи, ако го вршите она што ви го заповедам, ќе бидете пријател Божји, сотрудник Божји, сонаследник Божји, синови на светлината. Исак го роди Јаков и Јаков ги роди Јуда и неговите браќа. Јуда го роди Фарес и Зара со Тамара. Ја знаете Тамара. Фарес го роди Есром. Есром го роди Арам. Го знаете Арам, нели? Арам го роди Аминадав. Те сакам, Господи Исусе Христе. Аминадав го роди Насон. Насон го роди Салмон. Го знаете него? Салмон го роди Воз со Раав. Воз го роди Овид со Рута. Ја знаете Рута? Овид го роди Јесеј. Јесеј го роди царот Давид. Видете, и луѓето мислат дека ние имаме некакво раѓање, ние родуваме. Ние не можеме никого да родиме без Исус, без Семокниот Бог. Но ова е приказно за да разбереме. Давид, царот Давид, пазете, со жената на Урија. Знаете како Давид му ја зема жената на Урија? Дозволи Урија да погине, се покаја, му го зема правото дете од Урија. Потоа се роди Соломон, кој направи соломонско решение кога се тепаат за едно дете, тој вели дајте го на таа другата. Зајте ми меч да го пресечам. Детето. Кој е дете? Те сакам, Господи Исусе Христе. Соломон го роди Ровоам, Ровоам го роди Авија, Авија го роди Аса, го знаете Аса сите. Аса го роди Јосафат. Добре дојде Јосафат. Јосафат го роди Јорам, Јорам го роди Озија и ти така си се раѓа едни со други. Мислеа дека се раѓаат. Озија го роди Јоатам, Јоатам го роди Ахас, а Ахас го роди Езекија. И така имаше родови. Езекија го роди Манасија. Манасија го роди Амон. Амон го роди Јоси. Ке речете, зошто му требало ова да ги редиш родословија? И денеска луѓето прават родословија. Тоа е земна приказна. 1000 години за Господа се како еден ден. Ние имаме време овде на земјата. Време за љубов и време за омраза. Време за мир и време за војни. Време за собирање на камењата и време за расфрлање камењата. Јосија го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. Ете сме во Вавилон, вавилонски јазик, луѓето не се разбираат. Градат кула да се искачат највисоко, да се здобијат со име. И тоа е вавилонскиот народ кој живее денеска на земјата. А по вавилонското преселување Јехонија го роди Салатил. Салатил го роди Зоровавел, добре дојде Зоровавел. Зоровавел го роди Авиуд. Авиуд го роди Елијаким. Алијаким го роди Азор. Азор го знаете. Те сакам, Господе Исусе Христе. Азор го роди Садок. Садок го роди Ахим. Ахим го роди Елиуд. Елиуд го роди Елеазар. Елеазар го роди Матан. Матан го роди Јаков.
И Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос, што значи Месија, Спасител, помагач, те сакаме Господе Исусе Христе. Видете, цел еден систем на земни родови, а ние знаеме дека Отецот Небесен го испрати својот единороден син. Единороден син. Значи тој е испратен да биде пратен. Исус Христос не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку Исус, преку Него. И така сите родови од Аврам до Давид се 14. Од Давид до преселувањето во Вавилон се 14 родови. Од преселувањето на Вавилонско до Христос родови 14, 3 по 14, 42 генерации. Семокниот Бог, долготрпеливо, удрете Есап. Колку години се тоа? Те сакам, Господи Исусе Христе, чекаше стрпливо да се роди Исус Христос, да го испрати својот син, да созрее времето. А тие го повторуваа Словото, иако има завет со Бог. Не заборавајте на Мојсеевиот стол седнаа фарисеи и садукеи, и тие се уште седат и ги водат заедниците. 14, 42 две генерации. Околу 3000 години израелците се водени и учени да го дочекаат Спасителот. Тие знаат дека тој ќе се роди. Знаат како ќе се роди. Знаат во Словото. Би требало да знаат. Но тоа се садукеи и фарисеи. Знаат каде ќе се роди. И сепак, велми и упреку, Исус им вели на едно место: вие сте синови сатански. Ние го имаме Аврам и пророците, му велат на Исус пред да го распнат. А Исус им вели: ако го бевте знаеле Аврам, ќе ме знаевте и мене. Но вашиот татко е ѓаволот. Тој е татко на лагата. Кој го слуша зборовите мои, тој е од Бога, вели Исус. Овие кој не ги слуша, тој не е од Бога. Синови човечки паднати луѓе на земјата. Тоа се синови човечки 14 по 14 родови, за да дојде Синот Божји. За да дојде Синот Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. А раѓањето на Исус Христос, Матеј 1:18, стана вака. И тој ни раскажува приказни, кои ќе видам во заедниците се раскажуваат приказните, без да се разбере суштината, дека 3000 години, тоа е време. Дали ќе си го познаеш ти твоето време? Тој се обидува. Потоа, видите, имаме Стариот Завет, имаме ковчегот на Заветот, кој никој не можеше да го исполни, па колеа животни се мачкаа со крвта. Потоа, Бог ја пролеа својата крв за секого од нас и за мене. И за тебе, брате и пријатели, те повикуваат: дојдете при мене. Преку Неговиот Син зборува Духот на нашиот Отец. Дојдете при мене. Исус вели: сите обременети, осамени. И јас, Семокниот Бог, ќе ве утешувам, успокојам. Раѓањето на Исус Христос стана вака по свршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, значи не водат љубов пред брак, а денеска тој е општа појава и затоа има многу грев. И во македонскава култура пред известно време девојката не смеела да води љубов пред брак. Значи, му Марија за Јосиф се пред да заживеат во заедница, се виде дека зачнала од Светиот Дух. Пазете, сега тие знаат дека е од Светиот Дух. Претходно не знаат. И кога зачнуваш ти во тело, Духот мора да дојде да го оживее телото, новото дете. Значи, како се прават коските во утробата на бремена жена, никој не знае. И тоа е суштината. Суштината, кој создава, кој е создателот. И сега се објавува. А Јосиф, нејзиниот маж, значи, зачнала од Светиот Дух. Секој од нас треба да биде повторно роден од Духот Свети,
Но тоа тешко го разбираат луѓето. Тоа значи ти да му предадеш водство на Исуса Христа и на Духот на Отецот. А Јосиф, нејзиниот маж, бидејќи беше праведен, по староеврејскиот закон, ако жената зачне, треба да се каменува. Го знаете тој стих кога му велат на Исус: ја фативме во прелюбодејство, и Исус им вели: кој не е грешен, нека прв фрли камен на неа, на жена, на црква, на заедница, на држава. И никој не фрли камен. Исус се вели: жено, каде се тие што те обвинуваат? Никој ли не те осуди? Никој, Господи, му вели. Тогаш ни јас не те осудувам. Оди и не греши повеќе. Не греши, човеку. Немаш веќе време. Значи Јосиф, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами, намисли тајно да ја отпушти, но штом помисли така, значи веќе тој ги знае, уште пред да сме се помолиле нашите мисли, ангел Господов му се јави насон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја примиш Марија, твојата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Сега се објавува тоа, дека Духот го дава животот и му дувна во душата дух животен, во битие. И човекот стана жива душа. Не можеш ти да станеш жива душа ако Бог, Духот на Отецот, не е вдахнат. И зашто некој се раѓа ваков или таков? Бог знае. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој. Тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. И тоа го раскажуваат тие. Заедниците, како приказки си раскажуваат во црквите, без да ја разберат суштината. Значи, ако Исус треба да ве спаси, зошто вие не го слушате Исус? Таа ќе роди син, ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. Затоа што ако сте вавилонци, ако сте сатанска збирштина која сте паднале на земјата, ако сте Адамово потомство, а тоа сте синови човечки, вие сте синови ѓаволски ако не го слушате Словото. Да го слушаш Словото, што значи да го слушаш? Има одат во цркви го слушаат, па си тераат по своје, да бидеш послушен, да му предадеш се, да бидеш крстен со крштението на Исус Христос. Отецот во дух да зборува низ тебе, он да ги врши делата, да дозволиш да те обликува, да ја испиеш горката чашата што јас ја пијам, вели Исус. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот кој вели: зборовите на пророците се дадени од единствениот пастир. Помнете го тоа. Ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, за да ни покаже дека Бог раѓа. Ние ништо не можеме без него. Ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, Емануил, што значи со нас е Бог. А ние претходно не знаевме дека со нас е Бог. Иако сме спротивставени, тој не гледа и не чека. Како евреите 3000 години, 14 генерации. Давид дури изврши прелюба и го уби Урија. Му го зема првото дете по старозаветно, око за око, зап за зап од Урија. Потоа со второто дете се роди Соломон во соломонско решение: те сакам, Господе Исусе Христе. Емануел, што значи со нас е Бог. Во Новиот Завет на едно место се вели: тајната криена со векови, едно дете имам, тајната да ја открил тајната. Му викам: која тајна? Не постојат тајни. Има една книга од Питер Брук. Тајната е дека Исус живее во нас, Духот на Отецот во дух. Ако му дозволиш тој дух да се распламти, духовниот човек ќе се разгори, ќе осветли темнината во тебе, ќе изгори се што не е од Исус, ќе се усовршуваш во љубовта. Ако не тоа, ќе си жарка, ќе си горка и на крајот телото оди во земја, душата оди на суд и чекаш суд, ќе поменеш низ оган, бидејќи немаш доволно љубов, повторно ќе бидеш може би протони, неутрони, потоа ќе имаш физичко движење како животно и човек, син човечки, и на крајот ќе треба повторно да се обидеш да ги исчекориш со силата Исусова духовниот пат на љубовта.
да ги љубиш сите. Да ги љубиш сите. Не да осудуваш, бидејќи Исус никого не осуди, кој не е грешен. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот, значи му беше послушен на Бог, Господов, и ја прими за своја жена, иако беше трудна. И не се доближи до неа, додека таа не го роди својот првороден син. И го нарече Исус, како што му кажа ангелот. И се потоа тие прават култ Богородица од античка Македонија. Тие женски божества, например, камена стела во Дион 300 години пред нашата ера, во која се гледа Богородица како го држи Исус. Значи, тоа е истата слика, тоа е пресликано во фреските. Значи, таа го раѓа бидејќи во духот слегува, а потоа не пишува. Ако Исус има браќа, вистински ли се тоа духовни браќа, таа тогаш спие со Јосиф. Но тоа е веќе друга приказна. За земните да разбираат дали треба да се слави или не. Не го славете го. Ќе видиме тука. Кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, тоа е од македонската царска династија античка, дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: каде е новородениот јудејски цар? Значи, тие знаат по писмата дека ќе дојде. Ја видовме неговата звезда на исток од висините, па дојдовме да му се поклониме. Ете, понизност кон Бог е почетна позиција. Да разбереш дека не можеш сам, дека не знаеш сам, дека ти е потребна помош за се. Исус на едно место вели: без мене не можете да направите ништо. На вистина ништо. Правиш нешто, ќе ти дава тој помош, ама ќе овкаш по одредени позиции, погрешни избори, бидејќи не го гледаш духовниот свет, овој свет материјален го владее сатаната, има малку време. Каде е новородениот јудејски цар, да му се поклониме? Почетна позиција пред Исус: падни на колена и барај прошка. Некој ќе рече: не сум грешен, јас сум вавилонец, јас сум од Адам, јас сум од сатаната горе. Знаеш ли кај сум бил? Јас знам, беше сатаната, беше горе, но сега е долу. И е поразен. И ќе помине многу време. Знаете, Јуда Искариотски на крајот во едно евангелие вели: се покаја, ги врати парите, па се обеси. Значи, проклетството е, проклет да е тој што виси надрево, тоа е друга приказна. Штом го чутоа царот Ирод, се вознемири и цел Ерусалим со него, значи од македонската царска династија после Александар, и кога ги собра сите првосвештеници и книжници, тие што седат на Мојсеевиот стол, и тие се тие кои ќе го распнат Исус, ги праша каде ќе се роди Христос, Месијата, пратениот, а тие му одговорија: во Витлеем јудејски. Тие знаат каде, зашто така е напишано преку пророкот. Тие знаат дека ќе се роди таму, и пак не поверуваа. Да поверуваш и да веруваш, ако, вика, со вера Исус да се всели во срцата ваши. Каква вера е тоа? Веруваш во што ти? Јас верувам во мојот татко дека тој знае што треба да направам. Јас чекам од него водство. Јас не постапувам самиот од себе. Не осудувам. Кога ќе дојдат некои мисли, се враќам назад и велам: бегај од мене, сатано, и чекам водство од мојот татко. Те сакам таму горе в небеса. Царство Божјо ме чека. И ти, Витлееме, земјо јудина, по ништо не си помал меѓу владетелствата јудини, зашто од тебе ќе излезе водач кој ќе го пасе мојот народ. Слава ти, Исусе, Израел. Излезе водачот. Првосвештениците, садукеи, фарисеи, писмознанци го распнаа семокниот Бог. И потоа тој вели: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, и апостол Павле го сонува македонецот кој денеска го распнуваат световното, зашто не се надева на Бог, сака самиот. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и го дозна од нив времето кога се појавила звездата.
Па испраќајќи ги во Витлеем и рече: одете и распрашајте се добро за младенецот. И тој термин младенец, и само тој го повторува како приказна во една заедница. Младенецот порасна и те повикува ти да бидеш младенец и да пораснеш во Исус, во љубовта Негова, да станеш пријател Божји, да ги извршуваш заповедите на Отецот, да ги љубиш сите, и оние што не те љубат тебе. Па испраќајќи ги во Витлеем, Ирод им рече: одете и распрашајте се добро за младенецот и штом ќе го најдете, јавете ми да дојдам и јас да му се поклонам. Видете сатанско дејание. Прости им, Господи Исусе Христе, на моите предци македонците што помогнаа да се распне, што убиваа, што крадеа, што забрануваа. Се покајувам за моите предци. Те сакам, Господи Исусе Христе, прости им, не знаеле што прават. Тие, откако го изслушаа царот си замина, и ете звездата што ја беа виделе на исток, мудреците, врвеше пред нив дорека не пристигна и се запре од дозгора каде што беше младенецот. И некои се останати во тоа младенецот и го сликаат Исус со Богородица, и Богородица е поголема, Исус е бебе. Видете, апостол Павле го вели тоа: јас се смалувам, тој да расте. Исус е самокниот Бог видлив, Духот на неговиот Отец, на нашиот Татко, Создателот, во сета полнота, а вие го представувате како бебе кој го држи жена, кој е исто така паднат или спуштен ангел. Прашање, зашто нас овој му вели на Јован: ете, јас го праќам мојот ангел пред тебе, те сакам, Исусе. Сатаната со своите ангели е паднат на земјата. Тие стануваат луѓе по извесен период во слободна волја да го изберат Исус, да изберат љубовта и да се вратат назад, да му се поклонат на семокниот Бог. А кога ја видоат звездата, тие многу се зарадуваа со голема радост и штом влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа, па му се поклонија. И они сега на тоа ниво се, од кога се родил, и наместо да ги следат дејствата на Исус, тие повторно и повторно го повторуваат тоа само како папагали, како приказна, без словото да оживее во нив, да љубат, да простуваат, да ги прават делата што тој ги врши. Те сакам, ако Исус живее во неговото срце, во твоето срце, во нивните срца. Потоа ги отворија своите ковчежи, му принесоа дарови злато, ливан и смирна, и сега за тоа повторуваат што му дарувале, што значи тоа, што значи ова. Беззначено во духовниот јазик одредува некои категории, и откако насом примија вест да не се враќаат, нема да ги коментирам. Како духот води, како што сака. Се вратија кај Ирод по друг пат, не се вратија кај Ирод, заминаа за својата земја. Мудреците, значи кои се мудри? Ке го слушаш сатаната што ти зборува или ти ке го слушаш Бог? Апостол Павле вели: ако требаше да слушам луѓе, бидејќи Ирод е човек, син сатански, немаше да му служам на Бога. Тие се мудрите. Тие го знаат Словото, влезено во нивното срце, се поклонија и си заминаа. Не отидоа кај тој. А штом си отидоа тие, ангел Господов му се јави на Јосиф насон, велејќи: стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај во Египет и остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара младенецот за да го погуби. Прости им, Господи Исусе Христе, на Ирод, на македонците, на таа династија. Се покајувам, те сакам, Исусе. И откако стана, го зеде новороденчето ноќно време, мајка му отиде во Египет. Значи Јосиф е покорен и го слуша Бог. Тој ќе ти зборува неколку пати. 3 пати ќе ти каже: ако не слушаш и со вера, послушност, кој ги извршува заповедите, неговиот пријател Божји, и со вера, преку вера Исус да се всели. Што значи вера? Доверба, верба. И оттаму остана до смртта на Ирод, за да се исполни реченото од Господа преку пророкот, кој вели: од Египет го повикав синот мој. Слава ти, Исусе. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го надитрија, се разгневи многу и испрати да ги погубат сите деца во Витлеем и по целата негова околина од 2 години и помали, според времето што го беше дознал од мудреците.
Те сакам, Господи Исусе Христе, прости му, не знаел што прави. Тогаш се исполни кажаното преку пророкот Еремија кој говори: глас се слуша во Рама, плач и ридање и пискот голем. Рахила ги оплакува своите чеда и не сака да те утеши, зашто ги нема. Видете, гибел, крв, јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. И ќе дојде ден кога ќе паднеш по тоа Ирод како што ќе падне. И падна. И се покаја. Но треба по тоа да се отплати. Око за око, зап за зап без Исус. И долго време ќе биде во темнина, безсилен, свесен за гревовите. Слава ти, Господи Исусе Христе. А по смртта на Ирод ангел Господов му се јави на сон на Јосиф во Египет и му рече: стани, земи го младенецот и мајка му и оди во земјата Израилева, зашто изумреа оние што ја бараат душата на младенецот. Млад. Знаете, додека си млад, не можеш, треба да пораснеш во Исус. На земново време треба да пораснеш, да се исполниш со сета полнота. А тој откако стана, го зеде младенецот и мајка му и дојде во земјата Израилева, на кога чудека во Јудеја царува Архелај, повторно еден македонски цар од времето на Александар после него, на местото од татко си Ирод се уплаши да оди таму. И откако доби вест насон, тој замина во галилејските предели. А кога пристигна, се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото преку пророците дека ќе се нарече Назарец. Јудејците го знаат словото, го читаат во тело. Во тело. Ги знаат местата, датумите, но едноставно не го познаа, немаа доволно љубов. Се држат за традиции и обреди, што е исто така погрешен момент. И падна еден дел од книгата. Слава ти, Господи Исусе Христе. А кога пристигна, во тие дни дојде Јован Крстител, кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Видете, овие приказни тие ги раскажуваат. Почетната позиција е да се покаеш. Царството Небесно се приближи, дојде Исус, за да може Царството Божјо да биде во нас внатре, ако го примиме Исус во срцето, ако го извршуваме она што не го заповедал, да ги љубиме сите, тогаш стануваме пријатели Божји, или преку вера во Него да препуштиме се, Исус да се всели во нашите срца. Тајната скриена со векови дека Исус живее во нас и треба да го распломти нашиот дух, да ни покаже како да љубиме, како да простуваме, да не фрламе камења. Зашто ова е оној за кого говореше пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустината: подгответе го патот на Господа и исправете ги патеките негови. А Јован имаше облека од камилски влакна, кожен појас околу слабините, храната му се состоеше од скакулци и див мед, што значи духот го хранеше. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот Јордански крај доаѓаа кај него и се крштеваа од него во Јордан, исповедувајќи ги своите гревови. Дали вие ќе клекнете пред Исус и ќе се покаете за се што сте направили и ќе мислите дека не сте грешни, тогаш сте вавилонци, тогаш сте Адамови, јадете од дрвото на познанието на доброто и злото и тогаш сте паднати на земјата со сатаната. И синови ѓаволски сте и синови човечки. А штом виде Јован дека кај него доаѓа мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: породи змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Направете плод достоен за покаяние. Плод достоен за покаяние. Што значи тоа? Плод достоен за покаяние. Слава ти, Господи Исусе Христе. Дали можеш ти да бидеш тој плод, да се дадеш на олтарот пред крстов Исусов? Он да те води, он да ти зборува, не ти да зборуваш што сакаш, да биде волјата Негова. Слава ти, Исусе.
И немојте да говорите во себе наш татко е Аврам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Аврам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Тој ви кажува како ќе поминете на крајот ако не давате плод. Плод на љубовта. Вие да бидете достоен сад, да бидете свечен сад или обичен сад за употреба на Исус Христос. Сад на љубовта, од кој ќе црпат сите други. Ќе ја црпат Божјата љубов. Јас ве крштевам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. Тој ќе ве крсти со дух и со оган. Јоване, брате, во Светото писмо се велите, јас го праќам мојот ангел за Јован, па тоа претпоставува дека ќе разберете дека Јован е пратен ангел. Лопатата е во рацете негови и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во житницата, а плевата ќе ја изгори со оган што не гасне. Ќе поминеш низ оган. Он ги врши работите од почеток до крај. Он што создал останува за навек. Тој е првиот и последниот. Те сакам, Господ Исусе Христе. Тогаш дојде Исус од Галилеја, Алфа и Омега. Се е од Него и за Него создадено и се преку Него се држи. Он го роди, Исус. Ви ги покажа само родовите да разберете дека 3000 години ги чекаше израелците и на крајот го распнаа. А Јован го одвраќаше. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да се крсти од него, Семокниот Бог. Јован го одвраќаше велејќи, јас треба да бидам крстен, а ти кај мене ли доаѓаш? Од тебе јас треба да бидам крстен. Но Исус му одговори и рече, остави го сега тоа, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда. Божјата правда. Општата правда, не мојата правда, неговата правда. Он е праведен. 3000 години ги чека, долго трпелив, многу милостив. Љубовта никогаш не престана. Он вечно не се лути. Божјата правда. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тогаш го остави. И штом се крсти Исус, веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји како слегува, како гулап и доаѓа до него. Тоа е поентата. Да ти се отворат небесата, Духот да дојде во тебе и ти ќе примиш сила од син човечки, да станеш син Божји, да победиш со љубовта, да останеш во љубовта, да љубиш како Исус, да простуваш, да не осудуваш, да го бараш Царството Божјо, да имаш жет, носталгија, да се вратиш горе, не за земјата. Кој се е во телото ќе пожнее смрт. И ете глас од небесата говореше, овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Тој што ќе се крсти, ќе го остави стариот човек, ќе извршува Божјата волја, ќе дозволи Отецот да не усовршува да зборува низ нас. Те сакам, Господи Исусе Христе. А ние сме вавилонци, Адамовци, јадеме од дрвото на познанието, знаеме што е најдобро, сакаме да се искачиме највисоко како сатаната и сме паднати на земјата. Градиме кула вавилонски, зборуваме вавилонски јазик и немаме доволно љубов. И по тоа синовите човечки по ништо не се разликуваат од животните. И не можат да го познаат своето време. Времето за љубов го трошат во време за омраза, времето за мир во времето за војни, времето за заздравување во времето за разболување, времето за собирање на камења во времето на расфрлање на камењата. И јас те сакам, Господи Исусе Христе, љуби, сине, не сопирај, љуби, прости, победувај. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Таму одам пругоре,
a i tebe, poveliti, brati i prijatele. Isus te čeka dolgo trpeljivo da se pokaješ, da padneš na kolena pred Него, da povraš прошка за своите греови. И не заборавај, Он вечно не се лути, самиот не можеш ништо, да го познаеш своето време, за да не бидеш фатен од лошо време. И потоа да викаш, куку, ноне, леле, на помош, те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам, исцелување на сите кои ќе речат, Исусе, евети го срцево, дојди, застани и остани и живеј во моето срце, да победувам со Твојата љубов. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.